пуштањето или има зосема друга. Така мора прво нели да се сконцентрираме. Значи работата е да ве учиме да речете не е така професорка, не се загласува. Да можеме да увидиме што е точно. Ама ако учите само од една книга, од учебник, во книгата има како Аристотел не пишувал само за политика, живееше во палата, а Френсис, доаѓајќи од јужноамерикански земји. Телото и духот можат да се сретнат. Живееме во немир. Се чини дека источните народи полесно се справуваат со проблемите на денешницата и можеби токму кога е во прашање јогата, евроцентризмот не е многу успешен, па во многу европски училишта, во сите степени, се воведува јогата во наставата, дури во рамките на фирми, предпријатија. Јогата е комуникација со себе, јогата е комуникација со другите, јогата е размена на позитивна енергија, а мислам дека во ова време невреме потребна е. Значи тоа не е бегство од реалноста, напротив е метод, начин како со умот, како со духот, со срцето да се справите со конфликтната реалност. Јас порано бев многу поревносна, но јога можете да вежбате и сами, дома. Најмногу се разбира во природа, зашто една од вежбите, од техниките поздравот на сонцето, токму тоа значи. Се обраќате кон сонцето како кон извор на живот, барате чиста средина, што ја нема, и тогаш сте поспремни за работа. Мене како никогаш досега не ми била потребна синергија, хармонија меѓу телото и умот. Малку наоѓам време, ама еве, Охрид ми се чини вистинското место за јогата како филозофија. Амбиентот, сонцето, се е денеска на моја страна, а и на оние кои со мене овде ќе вежбаат. Со релаксација да почнеме и со едноставните вежби. Или не знам, за поздрав на сонце. Нема ли повеќе остат време, нема да. Ото главата движиме лево десно. Пораката е можеби порака за здрав живот, порака за дружење, порака за размена на позитивна енергија, порака за добро. А ние нели подпишавме некои кодекси за фери демократски избори, ама понекогаш подписите се бришат, се забораваат, етиката исто така и еве, во јогата има нешто што упатува на потрага по добро, на, веќе реков, на размена на добра енергија и еве на тој начин јас ќе покажам дека ќе се обидам да ширам убава позитивна енергија меѓу луѓето кои не ми се непријатели, ниту противници, туку сме надпреварувачи, а се чини дека жените имаат мок за таква енергија.